Нашите институции немаат слух за пензионерите, затоа нашиот револт ќе го искажеме пред странските амбасади, потенцираа на денешниот протест кочанските пензионери. Со 200 до 250 евра месечно пензија не се преживува, па велат ќе прашаат како пензионерите живеат во останатите држави. Ете, јас пред 2 часа од банката го земав известието од чекот. 12.600 пензија. Сега, од тие пари 12.600, рата за огревно дрво 4.000 денара, 3.000 денара комунални трошкови, 2.000 денара лекови. И сега да ги прашаме да ни дадат, пошто кој е најписмен од сите тие 5 души? Председател, премиер, министерка, значи тука председателка на сдружение, да ни направат еден план како ние можеме со 3.000 денара да го тераме месецо. Дали треба да се прехранеме, дали иде зимо, дали треба обувки, облека. Значи, едноставно да ни направат програма како ние натаму би можеле да живееме со тие пари. И овој пат повикаа на масовност со цел да се слушне гласот на пензионерите и да ги добијат правата кои ги бараат и како што потенцираат ги заслужуваат. Ако сме помасовни, ако се чуе нашиот глас подалеку и надвор од границите на државата, дека резултатот нема да изостане. Апелирам, ги повикувам јавно сите пензионери во државата, ние дома кој што сака нека биде политички определен на која сака страна. Меѓутоа тука сме само пензионери. Пензионери кои ги бараат своите права. И затоа апелирам до сите пензионери, не само во Кочани и пошироко, во Зрновци, во Чешиново, Блешево, да се обединиме, како што велиме, да се обедини македонскиот дел од политичкиот блок, за да едноставно државата не ја губиме, да не ни бега од пред очите. Да се обединиме за да ги издействуваме правата за кои ги заслужуваме, за кои сме работеле 40 години и така натаму. Протестот е закажан за 7 ноември во Скопје пред странските амбасади, а освен во Кочани протести секојдневно се одржуваат и во останатите градови во државата.